за оваа година? Апсолутно ќе продолжи. Работите се правилно поставени. Имавме ние критики од опозицијата на почетокот во првите неколку години, сега тие стивна, иако се уште од време на време критикуваат, и тоа немаат аргументи. Работите се правилно поставени. Македонија создаде услови за правење бизнис, кои што се меѓу најповолните во светот. Значи, од земја во група на најнеповолни услови за бизнис, сега влеговме како станавме земја во група на најповолни услови за правење на бизнис, и не случајно и домашните инвеститори повеќе се охрабруваат да отворат нови работни места, да инвестираат во нови погони, во нови капацитети, во нови продукти. И странските инвеститори повеќе се заинтересирани нивната следна инвестиција се случи тука во Македонија. Како што кажавте, минатата недела неколкумина компании, да тргнеме од Johnson Controls, кој што практично потпиша договор со државата за нивната трета инвестиција во Македонија. Едната веќе имаат продадено на друга компанија, но вкупно ова им е трета инвестиција, или втора од постоечките. Едната имаат во Штип активна, сега во Струмица, инвестиција од 20 милиони евра, која што ќе отвори 1500 работни места. Но што е важно тука? Важно се две работи. Прво, во Штип, нивната фабрика која што се иста квадратура како што ќе биде во Струмица, или приближно иста квадратура, планира 1426 работувања, а веќе стигнаа до 1800. Значи, веќе околу 400 работни места имаат реализирано повеќе од нивниот план, кој што претходно го кажаа. Сега планираат 1500 и јас нема да се изненадам ако после неколку години дознаеме дека стигнале можеби и до 2000 вработувања. Втората важна работа е што локацијата што ја земаа, бараа да ја земат на такво место да има локација во технолошко-индустријската развојна зона во Струмица, каде што во веднаш до нив има можност за проширување. Што значи, индиректно, тие размислуваат, доколку работите одат како што се планира, во иднина да се прошира со уште еден капацитет. Тоа тие не ни го кажале вака отворено, но фактот што ни побара да биде на место на кое што ќе може да се прошира со уште еден капацитет, нам ни укажува дека имаат долгорочни планови за евентуално проширување и можеби дуплирање на овој капацитет од минимум 1500 директни вработувања. Ова го нагласувам директни затоа што секогаш кога има толку многу вработувања, има и индиректни вработувања на други локални компании македонски кои што се добавувачи, стануваат нивни добавувачи за разни делови од производството, за разни работи што се потребни, дали се тоа стоки или се услуги. Втората компанија што се потпиша договор е Ванху. Ванху инвестира нови 15 милиони евра во нов погон за автобуси, кој што главно ќе биде наменет за европскиот пазар и за Израел. Досега во најголем дел произведува за американскиот пазар, значи извезува автобуси во Америка. Само мал дел беше за Ирска и уште некоја европска земја. Најголемиот дел одеа за Америка. Сега имаат нови договори за Европа. Презадоволни се од условите во Македонија. Тоа го зборував лично со собственикот на компанијата. Така што веќе го потпиша договорот и наскоро започнува со втората инвестиција во втор капацитет. Ќе вработи минимум 400 луѓе како директни вработувања и пресметките покажуваат кај него дека ќе има уште 150 индиректни вработувања на други македонски компании кои што ќе доставуваат делови, стоки или услуги за нивното работење, значи минимум 550 нови вработувања во наредните 2-3 години само во Ванху. Трета инвестиција која што беше објавена и најавена е Кеслер. Тие планираат ќе имаат помала, за почеток помала инвестиција, планираат да стигнат до 60 работувања, но се главно инженери, ќе почнат со истражувачки центар, а потоа ќе продолжат во производство. И тука гледаме шанса во иднина уште повеќе да навлезат во македонскиот пазар. Она што следува е отварањето на втората фабрика на Технохозе од Италија. Тоа веројатно ќе се случи во наредните 7, 8 до 10 дена. Тие се веќе готови, влезени се во пробно производство. Тоа е инвестиција од 10 милиони евра. Ќе отвори најмалку 100 директни работни места со можност за зголемување, но што е уште поважно е што оваа компанија веќе размислува за трета фабрика во Македонија и нов број на работни места. Финишираме со разговорите и со други компании, да речеме со една американска компанија во делот на автомобилска индустрија, делови за автомобилска индустрија, која што доколку се заврши како што планираме, ќе отвори најмалку 400 нови работни места, со можност тоа да стигне до 1000 нови работни места.
Исто така во финиш сме се разговори со една друга меѓународна компанија која што изработува софтвери за автомобилската индустрија и која што, ако се заврши добро, во наредните недели можеби ќе објави инвестиција од најмалку 150 нови работни места. Имаме и повеќе други. Имаме уште една за софтвер со 200 работни места. Имаме и од други различни индустрии, една за југозападниот дел на Македонија и така натаму. Значи, тимот работи компактно. Јас имам чести средби со нив. Наскоро повторно ќе се сретнам да видам кои се најновите работи со кои што треба да се соочиме како тим, како држава. Она што им го ветивме на граѓаните го реализираме, секојдневно носиме и охрабруваме нови инвеститори да отворат нови работни места и ќе продолжиме на тоа.